Денешната средба е организирана за потребите на работниот пакет број 2. Улогата на пакетот во рамките на Алијансата е у суштина создавањето на таа педагошка фабрика, од која што треба да произлезат на еден подолг рок повеќе кратки програми и кратки курсеви кои што се во рамките на микроквалификација или micro-credential во рамките на Алијансата. Денешната средба има за цел суштина на база на претходно пратен интерен повик од наша страна, односно од работниот пакет број 2, да се пријават експерти од Универзитетот Гоце Делчев, значи наши капацитети, наши кадровски капацитети кои што ги имаме, да пријават заинтересираност за да се пријават на активност во рамките на работниот пакет број 2. Целта беше ние да направиме една анализа, да видиме со кои прво се заинтересирани, значи као субјективна компонента, за да можеме да видиме каков кадар имаме, кој кадар каде може да ги мапираме експертите, нивните области и сфери на интерес, за да можеме зависно на потребите и темите кои што произлегуваат од секоја во рамките на Алијансата, тие се викаат Inspiration Mission, да едноставно ги ангажираме и искористиме нашите кадровски ресурси. Моето искуство и мојата перцепција, што мислам дека е прилично реална, не онака оптимистичка, премногу без основа, микроакредитацијата, односно микроквалификацијата е нешто кон кое што се движи цела Европа. Во светски рамки, не само во европски рамки, универзитетите работат во прва и во втора смена. Прва смена се реализираат акредитирани студиски програми, академски програми согласно Закон за високо образование. Втора смена буквално функционираат микроуниверзитети во самиот универзитет. Што подразбира тоа? Тоа подразбира кратка, строга специализација, односно микроквалификација за одредена област. Идејата е всушност преку овие програми кои што Европа ги поддржува и универзитетите во пракса ги поддржуваат, да се изберат компетентни луѓе кои што имаат волја да работат нормално и да се вклучат со своји предавања од својата експертиза конкретно, за да може да се направи една програма која што ќе трае 1 месец, 2 недели, 5 дена, меѓутоа ќе биде сублимат на еден теоретски, еден практичен дел, меѓутоа од луѓе кои што да кажам се докторирани во таа област, луѓе кои што имаат практична експертиза во таа област, со инволвирање на лаборатории, инфраструктура друга, без разлика зависно од типот и спецификите на самите студиски програми или на самата програма од која што се спроведува, да кажам, одредена learning opportunities во рамките на Алијансата. Во последните 10 до 15 години ми се чини дека и во делот на високото образование се сменија работите и потребите, ми се чини повеќе отколку во последните 30, претходните 30 години. Што значи тоа? Јас често пати дискутирам на оваа проблематика. Високото образование бара нови, иновативни, практични методи. Што значи тоа? Студентите се повеќе избегнуваат, дали под влијание на дигитализација или новата технологија и така натаму, се повеќе избегнуваат да читаат книги и страници 200, 300, 500 страници, повеќе се фокусираат на иновативни, кратки педагошки методи што подразбира чеклисти, кратки текстови, вклучување на културни настани, видео, аудиовизуелни клипови, филмови, влез во лабораторија, зависно па ќе кажам од спецификата на програмата. Значи ние и високото образование мора да се концентрира на едуцирање на студентите на решавање на конкретни проблеми. Европа и пазарот во Европа, па и во светот, па ќе кажам, бара еден академски бекграунд од одредена област, може да биде право, економија, информатика, машинско производство, компјутерски науки, меѓутоа да има и одредени квалификации или микроквалификации од одредени други струки. Да кажам, може да е економист, да знае малку информатика во одреден сегмент. Значи тоа сум го кажала и неколку пати и на различни други работилници, токму целта на оваа работилница е и тоа, да ги мапираме нашите експерти од Универзитетот Гоце Делчев, не само експертите, туку и луѓето кои што сакаат да работат, се разбира, и едноставно да ги позиционираме во програмите кои што се финансирани од страна на Европска унија, за да може да го дадат својот максимум. Дополнително, што е целта? Целта е со ова едноставно ние решаваме и еден друг предизвик, да кажам, затоа што во наредните 4 па и повеќе години на Универзитетот Гоце Делчев треба да дојдат преку 300-400 студенти кои ќе дојдат на една недела, 2 недели, на 10 дена,
тоа се потенцијални можности за соработка за joint degree во делот на втор циклус на студии, па во делот на трет циклус на студии. Значи, ако гледаме низ призмата на sustainability и одржливост, Алијансата лично ја доживува моето скромно искуство како можност и професорите, и студентите, и административно-техничкиот кадар, сите да растеме и да придонесеме заедно за напред на универзитетот за некој прогрес.